Македонските граѓани се повеќе размислуваат да излезат од својата матична земја. А нивната цел е да заработат повеќе отколку што би заработиле во државава. Не се само парите причина за нивната желба да одат во една земја членка на Европската Унија и таму да работат. Тие сакаат и да работат во поорганизирана средина, а дел од нив имаат и поголеми амбиции, ако може да се преселат и да останат таму да живеат. За стратегијата на државата во поглед на вработеноста и оцелувањето на младите од Македонија, во продолжение ќе разговараме со Даниел Пишов од Work and Travel. За почеток, Даниел, ќе ти посакам добар ден, те поздравувам од метрополата Скопје. Поздрав кој ќе го патиме до Германија, каде во моментов се наоѓаш. Здраво, Виктор. Благодарам на поканата. Јас сум Даниел Пешов, како што кажавте, и сум менаџер на агенција Посредник, која веќе 7 година поред е во организација на познатите Work and Travel програми наменети за студентска работа во Германија. И токму така во тој правец сакав и да го стартуваме овој денешен разговор. Каква е студентската работа и програма која што ја нуди Work and Travel? Значи, познатите Work and Travel програми конкретно се наменети за студенти кои што за време на семестралниот распуст имаат можност за работа во странство. Покрај оние во Америка, студентите имаат можност за ваква програма за работа и во Германија, која што е во фокусот на нашата агенција. Каде се може да се работи? Кои држави се на вашата листа? Како што напоменав претходно, се повеќе држави, значи нудат можност за вакви работни програми, конкретно наменети за студенти, па така во последните 10 години најпопуларна во Македонија помеѓу студентите е познатата Ferienbeschäftigung програма, организирана од страна на Германската агенција за вработување. Покрај оваа програма имаме ние и програма наменета за студенти за 3-месечен ангажман за во некои од ланците на хотели на хрватското крајбрежје. Значи, Германија и Хрватска се оние држави кои што доминираат во поглед на програмата која што ја нудите и заменувањето од Македонија, така? Па да, токму така, значи најголем дел, најголем фокус на нашата работа, на нашата агенција се студентската работа во Германија и секако работниот ангажман, сезонскиот ангажман за студенти во Хрватска. Кој што во тој дел е претежно фокусиран само на еден конкретно сектор, односно во секторот угостителство или хотелиерство. Така. Од година во година пред се младите од нашата држава дефинитивно се иселуваат, правенствено поради потрега на подобар живот и повисоки плати. Актуелна дестинација во последниот период, како што и вие напоменавте, Хрватска, па дел од хотелиерите пред една седмица дојдоа во Скопје да ги промовираат нивните услови да бараат работна сила токму од Македонија. Кој е вашиот став за една ваква стратегија на нашите власти во поглед на ваквиот одлив на граѓаните? Па, Виктор, значи светските трендови на миграција поради работа или економски причини не се некоја новост во нашето општество, да бидеме искрени. Гледано историски, тоа секогаш било присутно овде новие простори. Но во последно време, поради економската ситуација кај нас, секако се повеќето можности за лесно патување, ова е се поизразено и поочигледно нели во државата. Конкретно за стратегија на нашите власти не можам да дадам коментар, бидејќи мислам дека не постои баш некоја конкретна стратегија во овој дел или позната за зачувување на работно способното население. Некако, како општо прифатено во нашето општество е дека институциите често превземат и контраполитики кои што одат во тек на забразување на овие трендови. Дали можете да ги сугерирате што е она што вие би го советувале со оглед на тоа што напоминавте дека вашата програма е пред се да ги пратите младите да работат, да донесат некое искуство и тој квалитет да го продолжат во Македонија? Па, значи, според искуството, по завршувањето на оваа програма сите учесници се враќаат дома. Нашите досегашни анализи, некои интерни, покажуваат дека некои од 5 до 7% од студентите кои што заминале преку нашата агенција
Во следната година или две често се одлучуваат да ја почнат некој процес на долгорочно заминување во странство. Но секако поголемиот дел од нив остануваат овде и се трудат стекнатите вештини и знаење да ги применат во нивната работа и во нивниот професионален развој во државата. Иве, можеме ли поконкретно да кажеме кои се оние бенефити кои младите можат да ги стикнат? Која е целта на програмата всушност? Целта на програмата пред се еден вид на културна размена помеѓу Германија и останатите држави. Ние често гледаме дека често им кажуваме на студентите дека покрај можноста за заработка, главна цел треба да им биде можноста за осознавање на познатите германски работни навики и секако нивната култура. Сето ова ќе им допринесе да се развијат со некои нови гледишта во својот професионален развој. Дополнителни бенефити, се извинувам, би сакал да напоменам дека покрај практичното и теоретското знаење во поголем број на индустрии, помеѓу кои најголем фокусни се автомобилската и логистичката, како водечки индустрии во светот, се во познати реномирани компании во овој сектор. Покрај тоа работната етика, културните согледувања, значи во работа со голем број со колеги од голем број на држави во светот ги прават младите да ги прифаќаат различностите и да ги разбираат истите. И какво е вашето досегашно искуство? Колку е реално младите по стекнатото знаење од странство да се вратат во Македонија и да го применат овде за плата од 300 до 500 евра? Дали би ја добиле, можеби да, таа плата е стартна во која што младите би стартувале во голем број од компании кај нас. Но да бидеме искрени, за сите оние кои што се мотивирани, продуктивни на своето работно место, често и работодавците во Македонија се спремни да платат повеќе. Тоа можам да ви го потврдам со тоа што во еден-два случаи на сајми на кариера кои што сме били, кај што сме ги презентирале нашите програми, ни приидувале представници на некои наши компании, дали тоа странски инвестиции или македонски, и често знаеле да кажат дека студентите кои што земале учество на овие програми, секогаш во кариерата многу побрзо напредувале, побрзо се развивале и добивале поголеми плати, значи во нивните компании. Така што можам сигурно да ви кажам дека тие искуства кои што тие ќе ги стекнат таму, им вредат овде да едноставно да започнат за некоја плата, како што кажавте вие, но да им допринесат да се развијат многу побрзо и да добијат нешто што тие повеќе го замислувале. Но и искуствата на самите родители, кои што често знаат да дојдат во канцеларија, за да се распрашаат после тоа за можностите за нивните деца, знаат да кажат дека нивните деца се вратиле поразлични или променети од едно вакво работно искуство. Овие показатели ни покажуваат дека дефинитивно ова е позитивно искуство и можеме да се кажеме дури е задолжително искуство за студентите. На почетокот од овој разговор напоминавме дека се наоѓате во Германија. Која е главната мисија што токму овие денови се наоѓате таму? Во моментот имаме состаноци со неколку компании, значи од овие сектори кои што ги напоменавме предходно, целта е да овозможиме една програма во која што целокупното искуство ќе биде организирано, значи покрај работните ангажмани да бидат договорени сместувањата, транспортот, сето тоа да биде едноставно организирано за сите, за студентите кога ќе пристигнат овде, да немаат, да кажеме, главоболки од тој аспект, значи да биде групните ангажмани да бидат соодветствено организирани. И за пред самиот крај, за сите оние заинтересирани, кои се вашите совети? Како да аплицираат во Work and Travel? Да, значи за сите заинтересирани, пред се би ги советувал да не контактираат на нашиот телефонски број или на веб-сајтот, па и на социјалните мрежи, каде што можат да не најдат под брендот на Посредник МК, каде би се запознале со сите актуелни понуди и секако постапката за аплицирање, но исто би напоменал да побрзаат во тоа, бидејќи бројот на позиции секако е во ограничен број и да така ќе имаат можност да изберат помеѓу работните позиции кои што ги нудиме ние
за студентите од Македонија и од секако од земјите од регионот. Даниел Пишов, ти благодарам за издвоеното време. Ти посакувам добро здравје, успешна мисија во Германија и се разбира во прва прилика да се видиме и во нашаво студио со нови проекти кои што доправа ќе ги обработите. Ти благодарам, Виктор. Се надевам дека младите студентите ќе слушнаат оваа порака и дека се поголем број од нив ќе земат учество на познатите work and travel програми во Германија, каде што ќе имаат можност навистина да научат нешто повеќе и да имаат некоја работно искуство кое што ќе им вреди навистина во животот.